За неполни 2,5 години СДСМ успеа да направи повеќе од 11 години владење на ВМРО ДПМН, а државата тргна на прав пат затоа што се грижиме за сите граѓани и обезбедуваме одржлив праведен систем. Беше истакнато меѓу другото на трибината на прав пат што СДСМ во средата вечерта ја одржа во Кочани. Пред присутните граѓани во Центарот за култура Бели Мугли зборуваа партиските подпредседатели Мила Царовска и Дамјан Манчевски, како и градоначалникот Николчо Илиев. 300.000 граѓани добија поквалитетен живот само со социјалната реформа. Социјалната парична помош се зголеми за околу 300%. Поведовме детски и образовен додаток. И тоа не е малку, затоа што сметаме дека како партија можеме да направиме, но и како влада, секое дете да има право на еднаков старт, еднакви можности. И ако детски додаток прима околу 3.000 деца во минатото, денеска повеќе од 20.000 деца добиваат детски додаток. И со тоа тие имаат поголема шанса да го остварат своето образование и да живеат поквалитетно, за да понатаму ги извлечат од сиромаштија своите семејства. Во оваа општина воведовме и здравствено-социјален сервис кој што се грижи и за повозрасните, но и за посиромашните од руралните средини. И тоа е една убава услуга која што заедно со општината мора да истакнам, ја направивме и е посета во домашни услови на оние кои што потешко стигнуваат до лекар или до социјален работник. Сега медицински сестри заедно со социјален работник ги посетуваат во нивните домови и им овозможуваат услуги кои што порано не им беа достапни. Царовска додаде дека наскоро ќе следи ново покачување на минималната плата, а пензиите ќе растат вонредно во првиот квартал од 2020 година. Подпредседателот на СДСМ Дамјан Манчевски пак истакна дека се работи на подобрување на услугите за граѓаните, особено за пристапот до јавните институции. Следната недела го пуштаме во употреба електронскиот регистар на граѓаните. Што значи ова? Електронски регистар е единствена база на податоци со кој што вашите податоци ќе бидат подеднакви веќе за сите институции. Нема да имаме разлики. Во една институција вака ве пишале, во друга понатака, во избирачкиот список на трет начин. Имаме електронски регистар на население. Од следната недела веќе е функционален. За еден месец подоцна, некаде кон средината на ноември, ќе го пуштиме во употреба новиот национален портал за електронски услуги. Што значи ова? Дека веднаш од средината на следниот месец, едни од 50 најчесто барани услуги на граѓаните ќе ви бидат достапни на вашите мобилни телефони. Да немате потреба да дојдете на шалтер. Ќе го идентификуваме вишокот на работни места, не на луѓе, на работни места во институциите. И ќе понудиме 3 пакети за трансфер во приватниот сектор. Еден пакет каде што приватната фирма ќе треба да понуди околу 6.000 денари повисока плата на вработењето. Тоа да е мотивацијата некој да се реши доди. Државата ќе ги плаќа придонесите во следните неколку години. Ќе се договориме колку. Вториот пакет, да ја платиме преквалификацијата на човекот. Ова го побараа бизнисите, приватниот сектор го побара. Преквалификувај го човекот, веднаш ќе го земам. Третиот со отпремнина. Своеволно, кој сака. Ние ветивме, нема да отпуштаме и нема да отпуштаме. На трибината на прав пат, градоначалникот на Кочани Николчо Илиев направи краток осврт на досега реализираните проекти на локално ниво. Со принципите на одговорно и отчетно, транспарентно раководени и рационално управување со средствата. За една година заштедивме 150.000 евра од школскиот превоз. Средства што ги наменивме за реконструкција на училиштата, бидејќи условите во кои што одат на училиште нашите деца се очајни. Надвор од буџетските средства обезбедивме повеќе од 8 милиони евра за инфраструктурни проекти од интерес на граѓаните. Општина Кочани продолжува по правиот пат. На крајот од трибината на СДСМ, присутните граѓани во салата на Центарот за култура Бели Мугли имаа можност да постават прашања за теми што се од нивен интерес.